Почитувани гледачи, добродојдовте во отвореното студио на Телеканал А1. Во тек сме на кампањата за предвремените парламентарни избори. Токму и темите во отвореното студио се посветени на ова предизборие. Наш и ваш вечерашен гостин е првиот човек на Либералната партија Иван Величковски. Господин Величковски, добродојдовте во отвореното студио на Телеканал А1. Добре вечер, благодарам за поканата. Така, кога сме веќе кај поканата, само да соопштиме на јавноста дека Телеканал А1 упати отворена покана до сите политички партии кои што имат кандидатски листи во изборната единица 4 да бидат дел од отвореното студио на Телеканал А1, онака како што ќе одговараат позитивно на поканите, така и ќе ги гледате во ова студио, во оваа емисија. Господин Величковски, еве некако на половина сме од политичката кампања, од големата трка во која што сите вие се надпреварувате за да дојдете до столче во македонскиот парламент. Како досега ја оценувате кампањата со оглед на тоа што прилично интересни политички актери имаме оваа година? Па, како ја оценуваме? Прво, ние не се бориме за столче, туку се бориме за повеќе застапеност во собранието, за да можеме да ги спроведуваме собствените политики. Второ, оваа кампања е атипична и по изворот на настанувањето на услови и потреба од предвремени избори, па согласно тоа и самата кампања очигледно е атипична. Веројатно споделуваме чувството и со вас и со гледачите дека за разлика од други кампањи кои имале многу поголема динамика, кои имале многу поголема теренска видливост, овие избори имаат една така малку посмирена, така да наречам позагугулена кампања. Особено што за мене беше интересно уште во август кога се договори терминот на кого му текна изборите да се прават на сред зима или на почетокот на зимата, подобро речено, затоа што се знае дека тоа не е адекватен период за одржување избори. Но ете, пржинската четврка така се договори, па оценувајќи ја кампањата, значи мислам дека таа поминува во очекуваното политичко темпо, значи во очекуваното темпо на соочување, избегнување, соочување и слично, а во рамки на политичка динамика мора да се признае дека таа е многу помала. Веројатно, перманентната кампања во која се наоѓаме во изминатите, јас би рекол, едно 5-6 години, сигурно повлие и да кондицијата на политичките партии падне под оно очекувано ниво. Не дека нема кондиција, но веќе многу од аргументите се добро познати, веќе онаа дразба кај граѓаните за политичката трка е намалена, едноставно луѓето се доста заситени од политика и јас им благодарам на сите оние што не го смениле каналот да потрошат уште некое време на политички анализи. Малку да се пошегуваме собствена сметка. Така. Господин Величковски, вие како либерална партија и чинам левица од македонскиот политички кампус се единствените политички актери кои што настапувате самостојно на овие избори. Ако левица е релативно нов млад субјект, политички субјект во македонската политичка сцена, либералната партија има зад себе поголем стаж и политички бекграунд. Дали третата опција конечно може да заживее? Дали очекувате во ова раслојување и позиционирање и групирање на македонските политички партии во одредени коалиции како јадра носивни, дали очекувате со вашето клеточно појавување на политичката сцена да успеете да создадете, да сврзите ткиво политичко околу вас? Благодарам, одлично прашање. Сите прашања се одлични, затоа што само може да има лош одговор, но одлично е прашањето за да го поврземе со динамиката на политичките случувања. Во право сте, ние имаме долга традиција, 26-та година постоиме на политичката сцена. Истовремено, од тие 26 години, ние во последните 22 години не сме настапиле самостојно на парламентарни избори. И тука обично имало причина зошто било тоа така, најчесто не одговарал изборниот модел. Но сега и во ваков изборен модел што не одговара така условно кажано за потребите или за можностите на помалите партии, сметавме дека е дојден моментот кога мора да се настапи затоа што ние во себе имаме идеја и идеологија. Значи левицата би ја тргнала на страна бидејќи таа има левичарска идеологија и не зборам за она што вие го нарекувате трета опција. Јас воопшто не би ја нарекувал трета, четврта, пета, како сакате кажете. Јас ја велам либерална опција, бидејќи истражувањата на јавното мислење покажаа дека во Македонија 56% од оние што се декларираат како неопределени или не сакаат да кажат за кого ќе гласаат,
значи тоа е 30, вкупната бројка е над 32%, половина од нив, повеќе од половина, бара центристичка опција, јасна центристичка опција. Тоа беше еден од мотивите зошто решивме да одиме со самостојни листи. Како опозицијска партија нормално има многу ни е тоа тешко. Сите велат зошто не отидовте во коалиција, да речеме, со СДСМ, ќе ви беше многу полесно. Па ние имаме една малку поинаква перцепција на политиката. Политиката воопшто не е лесна работа. Таа е лесна само за оние кои сакаат да уживаат во привилегии или политиката да доживуваат како бизнис. Бидејќи ние ни едното ни другото не го доживуваме како таква, знаеме колку е сериозна нашата задача. Заради тоа и отидовме самостојно, со тоа што не сакавме да даваме легитимитет, да речеме, на некои довчерашни партнери на ВМРО ДПМН кои побрза да се скријат во коалиции или се тивки притаени играчи на владеачката коалиција во моментот, истрчувајќи самостојно, обидувајќи се да привлечат гласови од ваму од таму и тие гласови потоа во форма на претенци да им ги вратат назад. Напротив, ние уште лани на 15 септември 2015 година, 6 месеци по конгресот што го одржавме во април, одлучивме дека ќе одиме самостојно. И тогаш многу беа изненадени, мислеа дека така нешто се избориме, нели, дека чисто сакаме да качиме цена. Не сакаме да качуваме цена и на социјалдемократите исто така им порачавме, односно бевме прашани зошто. Покрај разликите за кои што ќе зборуваме, кои што ќе впрочем се видливи во програмата, ние имаме и сличности. Тоа е дека имаме ориентација контра да ја победиме сегашната власт, контра ВМРО ДПМН и ДУИ. Но за промена сакавме да видиме нешто друго. Тие ќе си го одработат своето, ние во граѓанскиот центар ќе го одработиме своето. Да биде секој од нас на ниво на задачата, потоа многу лесно ќе биде да, че оно што го кажувам јавно, да либералната партија биде нивелаторот на разликата или дополнување на изборниот успех на победата, за потоа да се формира влада во која што нема да бидат ВМРО ДПМН и ДУИ внатре. И тој е нашиот услов, тоа беше нашиот повик, кој што го упатевме на 3 октомври, ако не се лажам, оваа година, кога рековме, предлагаме јавно да декларираме. По изборите нема широки коалиции, нема не знам, такви протнувања во влада, ние не сакаме да се протнеме во влада. Ние сакаме јасна централно левичарска коалиција, централно левичарска изборна програма, владина програма, бидејќи сметаме дека нашата политика можеме да ја оствариме со партии со левичарска, централно левичарска, поточно речено, ориентација. За жал останавме единствени во таквиот повик, значи никој не се приклучи кон тој повик. Вчера веќе слушнав и од некои граѓански активисти на листите на СДСМ дека тие не би имале проблем да коалицираат со ВМРО ДПМН, освен лицата ако не биле обвинети или осудени. Ние имаме проблем, напротив, велиме, сметаме дека имплантацијата на ВМРО ДПМН и ДУИ во институциите е преголема. Оваа криза е настаната поради преземањето на институциите и на системот од страна на владеачките партии и со тоа веќе ние имаме проблематично функционирање на институциите. За да ја вратиме назад, ќе мора да се направи одредена деконтаминација. Сега на граѓаните да го измерат дали тоа што ние го кажуваме е така или не. Врз основа на таа валоризација, ако сакате цврста во моментов опозицијска, така да ја кажам, политика, дали врз основа на тоа ќе добиеме довербата и дали врз основа на тоа ќе биде препознат тој среден курс кој што е неопходен, во исто време да биде тампон меѓу жестоките превирања помеѓу она што е формално во Македонија левица и десница и во исто време дали тој тампон ќе овозможи да се формира функционална власт која нема да биде на ВМРО ДПМН и ДУИ и ако сакате да вметнам и уште една тема, тоа е темата на доблест. Зошто ние имаме воопшто тогаш избори, ако сега некој сака да коалицира со ВМРО ДПМН, а е од опозиција? Зошто ни требали избори? Тогаш нек си терала вака техничка влада како што си тера во моментов, еден заменик, друг министер и така натаму. Едноставно сметаме дека секаква форма на формирање широка коалиција после ќе ја продлабочи кризата. Потребен ни е чист резултат, потребен ни е епилог, потребен ни е судски епилог за сето ова што го слушнавме. Јас ќе ви кажам и моите лични обидувања после ако ве интересираат, но епилог мора да има. И мора да има доблест, и мора да има докаде веќе политиката ги завршува своите дневно-политички калкулации и од каде се преминува на санирање на институциите на системот. Оваа програма која што ја понудивме сега се базира на 3 столба. Се чудат сите зошто толку инсистираме на економија.
Значи, за разлика од сите оние што велат нема правда, нема мир, ние имаме едно дополнување. Нема пари, нема мир. Ако нема пари, нема кој да ја финансира правдата. Ако нема правда, нема мир. Значи нема пари, нема мир. Зато трите основни столба на кои што ја поставивме нашата програма се економија, стабилна држава, што значи институции, се тоа што ја гарантира економијата и човековите права, и образование и млади. Без тоа нема ни иднина, ни сегашност. Се надевам дека овој предолг одговор да не беше малку да не избегав од темата. Ворете веќе делумно и одговоривте на едно од моите прашања како политичка партија која што седела во коалицијско друштво и со ВМРО, ДПМН и со СДСМ, кој би ви бил пофлексибилен партнер. Мислам дека веќе одговоривте. Делумно сум ви одговорил. Значи еве вака, ние не сакаме како да кажам флексибилен партнер, туку ние сакаме и ние, значи не е прашањето каква ќе ни биде флексибилност, туку сакаме принципиелни партнери. А ако бараме принципиелно партнерство, ние мораме да ги ставиме на маса принципите заради кои сакаме да бидеме во влада, при што кажуваме со кого сакаме и со кого не сакаме. И велиме, значи ако ние немаме силата, нас не е целта, ајде пришлямчи се и нешто не знам, земи некое, чепни некое јавно предпријатие, чепни ова, чепни она. Не. Значи, институциите не се за чекање на партиите. Тие не се извор на финансирање или, не знам, не одиме на избори за да пар луѓе се вработат како пратеници. Не е тоа не е политика, тоа е политиканство. Втора работа. Мислам дека во оној момент кога опозицијата ќе формира влада, така денешната опозиција, кога либералната партија ќе биде во преговори, тоа ќе бидат најтешките моменти. Затоа што ние имаме некои работи за кои што сме директно спротивставени, да речеме, со социјалдемократската програма. Пример, тоа е прашањето на рамниот данок. И јас знам дека тука најмногу ќе се кршат копјата ако воопшто дојдеме до ситуација ако претходно не се смандрља некоја широка коалиција. Значи, рамниот данок, да речеме, ние го браниме, тоа да ви одговора нели кога сме имале различни партнери. Значи, последното партнерство на либералната партија со ВМРО ДПМН е било во 2006 година. И една од мерките за кои што сме стоеле и денеска стоиме бидејќи ни идеолошка матрица е рамниот данок. Зошто е тој рамен данок битен? Ние имаме потреба од среден слој во Македонија, тој го нема. Гледам сега сите го заборавија средна класа што ја велеа порано и слично. Средниот слој е претприемачкиот слој. Претприемачкиот слој е доминантно ориентиран во 70% од фирмите во Македонија, тоа се микро, малите и средните компании. Практично ги враќаме либералите и либералните постулати на оние реформски сили на почетокот на 90-те години, бидејќи претприемаштвото и модерната економија во Македонија е минато. Во Македонија имате најголем инвеститор државата, помал инвеститор партијата. Тука е завршено се. Затоа имаме на обновување на претприемаштвото, бидејќи без претприемачки дух немаме економија. Економијата не е администрацијата. Не е, не знам, само услужни дејности и слично. Напротив, производствени капацитети, земјоделството е економија. И некои што ќе читат нашата програма, достапна е на веб страната на партијата, можеби ќе бидат изненадени. Социјалната политика, здравствената политика се дел од економската програма. Значи, еве зборуваме за прашање, реков, како ќе качиме средната класа ако идеме со прогресивно оденочување. Значи, вие од луѓето кои што по дефиниција треба да земаат повисока плата од предприемачите, сакате да земете повеќе данок. Па со што ќе ги мотивирате вие да создадат повеќе, за да имаат повисока плата и плюс да создаваат вишок профит? Оти профитот е тој што потоа го реинвестираат или го пуштаат во вработените. Јас ве убедувам дека во Македонија нема предприемач што не сака добро да ги плати своите вработени. Се друго не е предприемач, тој брзо ќе заврши својата економска кариера. Сакаат луѓето да им дадат поголема плата на вработените, но не можат бидејќи нашиот економски обем е паднат ужасно. Ние зборуваме за економска децентрализација, не само за политичка, ние зборуваме за економска децентрализација. Затоа зборуваме за потреба од урбана наместо од провинцијална политика. Значи, некои сака да се навредат, бидејќи така им одговараше. Не бе луѓе, урбана политика наместо провинцијална значи да престанеме во Македонија да ја водиме политиката од Македонија да се направи провинција. Па се е концентрирано во Скопје. 42% од бруто домашниот производ во Македонија годишно го создава во Скопје. Тоа значи дека повеќе од третина веќе се приближуваме до половина е концентрирано е, ако сакате економската дејност, е концентрирана во Скопје. Па што остана за Македонија? Остана само да транзитира, не знам, струмичани до Скопје и од Скопје натаму во Пјаченца и каде се не во Италија. Значи, тука се нашите проблеми, затоа ние имаме депопулација на земјата,
А за волја на вистината затоа имаме и депопуларизација на политиката. Сите го зборат цело време некои крупни теми, некои не знам уставни уредувања и слично, никој на економијата не поведе сметка. Извинете, повторно сум. Не, борете, кога сме го спомнавте земјоделството, еве Струмица е земјоделски крај, верувам дека ќе е интересно за гледачите кои што се занимаваат со оваа дејност да слушнат кои се вашите заложби, програмски определби во делот на земјоделството. Значи станува збор за 22 така наречени концептни приоритети. Некои од нив, признавам, се надоврзуваат на досега преземените мерки. Значи окрупнувањето, стекнувањето со статус на професионален земјоделец, како што би сакале, односно професионален фармер, исто така зависно од одредени критериуми, доаѓањето до форма на државна помош, субвенција, за која што ние велиме не може да се дистрибуира по засејана површина, туку треба да се дистрибуира по произведена количина плюс премија. Значи, што ни е поентата? Еве во Македонија во моментов ние имаме трговски дефицит во увозот на храна од 300 милиони евра. Плюс околу 100 и нешто милиони евра, да заокружам на 100, тоа се 400 милиони евра практично дефицит, пари кои одат од буџетот или одат од граѓаните и се набавува, значи, храна која што ние можеме да ја произведеме во Македонија. Со нашите мерки, значи целта е да го тој буџетски дефицит да го сведеме на подносливи рамки, но да ве потсетам дека 400 милиони евра средства се 500 евра по семејство за 42.000 семејства годишно. Така се сака својот народ. Така се создаваат услови за живење. Значи помалку пари да им зимат да трошат луѓето, а односно парите да остануваат овде. Значи нас ни е цел наместо во моментов 90% од пилешкото месо да го увезуваме во Македонија, целта ни е овде да се произведуваат фарми со по десетина илјади, значи средни така наречени фарми со по десетина илјади неселки. Истото можам да го зборувам за сите делови на натаму, значи не само на живинарството, туку и на сточарството. Но не би сакал да одзимам време и признавам дека сум многу помалку експерт за овие прашања. Ова го работеле луѓе кои многу добре познаваат проблематиката, само ќе кажам уште неколку досега недопрени теми. Значи, покрај санацијата на хидромелиоративните системи, дали се сеќавате дека всушност во Македонија 20 на години науката не е во врска со земјоделецот. Значи, нашиот земјоделец не е следен. Ние овдека имаме стихијна, така да кажеме, сеидба, стихијно собирање и на плодовите, и заради тоа имаме осцилации во пазарот кои доведуваат буквално до шокови. Доведуваат до оној прекупечки слој да заработува на маката на граѓанинот, а цената на храната повторно да расте. И покрај сите субвенции, и покрај сите трошоци. Заради тоа целта ни е да внесеме повторно науката назад, значи агрономите го следат производството, да го советуваат земјоделецот, кој со примената на 22 мерки ќе има гарантирана заработка од 30 денари по метар квадрат. Што е многу битно, да знае како ќе успее, на која сума да биде сигурен земјоделецот дека ќе може да смета во основа. Затоа што земјоделството е стратешка гранка. А фала Богу, ние не сме само ридско-планинска, туку имаме и рамници. Она што е многу битно е секој за секого има место во тој систем. И она што е уште побитно, тврдиме дека имаме добри решенија, но она што може плюс да се направи, а не го знаеме, го оставаме на оние кои што го знаат тоа навистина. Да речеме, многу малку ќе најдете во нашата програма за екологијата. Зошто? Сметаме дека има луѓе кои тоа подобро го знаат. Но ова што го знаеме и ова што сметаме дека е квалитетно е ставено тука и од тоа не отстапуваме. Правени се и многу консултации, значи, со луѓе кои што се во дејностите, и заради тоа ги пренесуваме нивните искуства, наместо да измислуваме топла вода, подобре тие да кажат што е потребно и тоа е ставено на хартија. Дали бев доволно? Така. Во делот на мерките од програмата да зборниме и за либерализацијата на пазарот, гаранција за минимална плата, тука сите политички партии, коалиции горе-долу јас употребувам лицитираат со минималната плата, укинување на... Извинете што ве прекинувам. Единствена веројатно програма во која нема да најдете утврдена минимална плата е на програмата на либералната партија. Значи затоа се вели, нашата програма се вика либерална доктрина за консолидирана Македонија. Значи доктрина и правец кој што сакате да го поставите, не само да ставите таксативно, ќе биде тоа и тоа. Зошто? Затоа што вие мора да го дефинирате правецот, а мерките ќе можеме да ги дефинираме кога ќе видиме вистинската состојба. Искрено речено, јас на статистиката на оваа власт не ја верувам. Но ајде да заемеме дека е точно. Ние имаме потреба да ги утврдиме стратешките, магистралните правци на нашата економија и на нашиот политички систем, бидејќи тие се подкопани.
Затоа велиме да речеме, не знам, една непопуларна мерка за која што зборуваме, пример е мерката за намалување на администрација. Еве, може да не рипам од темата, но никој не сака тоа да го каже. Ние да речеме не лицитираме тука со минимална плата. Зашто? Затоа што минималната плата е предмет на договор помеѓу синдикатот и работодавецот. Нашата улога е да бидеме во влада која ќе биде капацитативна тоа да го пропише, односно собранието да го пропише во закон, а владата, односно инспекцијски органи, Министерството за труд и социјална политика да го гарантира спроведувањето на подпишаното. Значи не е улогата на политичката партија да каже колку треба да биде минималната плата. Знам дека тоа не е популарно да го кажем, но ние за да го ослободиме бизнисот, го велиме ова. Луѓе, седнете со синдикатите, договорете се, затоа што и работниците имаат сваќање кога перформансите на компаниите поради продолжената и политичка и економска криза во Македонија едноставно не може да исплатат. Па да зборуваме вака, дали можеме со закон, еве ние велиме К15 на сите да се исплати. Што е подобро? Вработените знаат, подобро е да не ги користат тие привилегии да им остане фирмата, да можат да купат суровина да работат, одошто да ги земат тие пари и следниот месец да заврши економската дејност. Затоа, ние велиме пазарот регулира многу работи. Има работи кои што нормално државата мора да ги направи. Пред се да го гарантира пазарот со антимонополски мерки, да го овозможи слободниот надпревар и завоѓање вистината низ финансиската политика, државата може уште нешто да направи. Тоа е нашата цел. Со редуцирањето на непотребни трошоци и со пуштање на луѓето од администрација во стопанството, ќе го објаснам после ако имаме време и тој модел, нас ни е целта 500 милиони евра помал буџет за 4 години во денешни услови и во денешна стапка на бруто домашен производ. Ќе ви кажам и зошто. Ако 500 милиони евра циркулираат во граѓаните и во стопанството повеќе, тие им се зголемува куповната моќ, се зголемуваат платите, се зголемува продуктивноста, се зголемува конкурентноста на производот и фаќа замаец економијата. Тука е и мерката за либерализација, како што споменавте, на цената на струјата. Па видете сега, ние бидејќи не штитиме монопол, немаме потреба, значи нит го продадовме електростопанство, нит штитиме монопол на Евана. Либерализацијата на цената на струјата носи 35% најмалку поевтини сметки за производителот. Дали знаете што значи 35% помал импут, помала импутна вредност на една од најголемите ставки во производните капацитети во Македонија? Може да значи, еве да не биде 35, нека значи барем 20% поевтин производ, финален производ. Тоа значи си ја зголемуваме конкурентноста на домашниот производ. Затоа го имаме и оној проект за македонски производ во секој дом на Балканот. Ние да речеме не сме толку амбициозни да го освоиме македонскиот производ да го освои целиот свет. Сметаме дека далеку сме од тие можности. Но барем сметаме дека по еден производ може да има во секој дом на Балканот. Некаде ќе има земјоделски производ, некаде ќе има, не знам, производ намешта и слично. Јас не верувам дека ние можеме во моментов микрочипови да произведуваме. Не е страшно да си го признаеме тоа, нели? Ама нека има по нешто произведено од Македонија, ќе видите дека е многу подобро. Каде е во таа доктрина позицијата на, кажавте, социјалната политика во економската, во ситуација кога за неолиберализмот деновиве се лепат нели негативни етикети дека од една страна нели го ослободува работодавецот да се качи многу горе за сметка на трудот на граѓанинот. Како да се заштити работникот во таа позиција? Дали слободната економија значи и мислење на бизнисменот и за правата на работникот или сепак државата мора да биде чувар? Уште едно одлично прашање. Вака да ве прашам. Дали првата транзиција се случуваше во време кога ги имавме наследено социјалистичките закони по кои работничките права беа перфектни? Да. Дали вторава транзиција економска се случува во време кога конзервативците, народњаци како сакате, се на власт? Да. Дали работничките права било кој од нив двајца ги унапредил, од двете страни и дали ги унапредил? Не. Затоа тоа се, така да ги наречам, заблуди или потреба да се наметнат стереотипи. Да, неолибералите имаат предизвикано вакви ефекти заради тоа што го фаворизираат банкарскиот сектор. Сега, еве ви една мерка, ексклузивно тука ја објаснувам малку подлабоко, сум ја споменувал неколку пати. Ние имаме концепт за излез на 20, солидарен концепт така наречен, за излез на 28.000 семејства од банкарското должништво. По основа на банкарски сметки, банкарски картички, долгови и слично.
Значи нас ни е целта со државен фонд гарантиран да 28.000 семејства бидат прво состорнирани и потоа репрограмирани долгови по основа на, не знам, од комунални давачки до долгови кон банките. Знаете дека тие се тие 28.000 семејства што сега паднаа под прагот на сиромаштијата заради тоа што должат не само кон банките. Тие должат сега кон нотари, должат за камати, должат за камати на камати, должат на извршители. Тоа е социјална мерка и да, дојде замислете од либерали. Зошто? Затоа што нас не е целта да го заштитиме банкарскиот сектор. Напротив, банкарскиот сектор ќе биде инволвиран во создавањето на државниот фонд. Затоа што некој мора да ги гарантира тие пари. Ама, подобро е ние да земеме да со тие пари да направиме со, да речеме некоја емисија на обврзница, да ги гарантираме тие средства за 28.000 семејства, отколку да тие ги потрошиме за, не знам, некој споменик и слично. Едноставно треба да ги знаете приоритетите и во тие приоритети мора добро да се сноѓате. А особено ако имате за цел да го намалите државниот буџет. Така, зборуваме економски теми, токму и тоа е некако во фокусот на на вашата доктрина, програма, изборна програма, во време кога вашите политички ривали риториката ја насочуваат кон прашања за федерализација, двојазичност од една страна, обстојување на државата, дури и опозицијските, десно-центарски партии зборуваат за важноста, практично сите политички субјекти зборуваат дека изборите на 11 декември не се обично гласање, туку е референдумско изјаснување за Македонија. Зошто се битни економските теми за разлика од овие теми кои што и тези кои што ги заговараат, изборуваат, барем во кампањата вашите политички против играчи? Јас ви благодарам за можноста да го потенцирам уште еднаш фактот. Ние не сме тука за да ги кажуваме работите што луѓето само сакаат да ги чујат, него нешто се потребни работи. Веднаш да ги расчистиме сите пристапи, нема да ги коментирам другите, само ќе кажам вака. Прво мислам дека беше тоа една несмасна изјава во Берн, мислам што ја даде лидерот на најголемата опозицијска партија, во која можеби целта била поинаква, но имаше една дефиниција која што велеше дека рамковниот договор е сепак само рамка и таа треба да биде надмината. Веднаш ќе кажам дека либералната партија има поинаков пристап. Прво и основно, рамковниот договор е политичко правен документ. Тој не е само рамка и само документ. Тој е посведочен од двајца странски дипломати, значи гаранти од Европската унија и Америка. И тоа е основата за уставни амандмани кои што се составен дел на Уставот на Република Македонија. Ама на овие избори ние не одиме заради Уставот, туку одиме заради тоа што не функционираат институциите. Затоа што е прекршено правото, затоа што нема владење на правото, затоа што институциите биле преземени од власта. Јас лично сметам за прислушкувањето, значи лично ќе го кажам мојот став, дека тоа е извршено од страна на ВМРО ДПМН заради лукративни цели. Но ние на овие избори не одлучуваме за устав, ние одлучуваме како да ги консолидираме институциите, да се врати владењето на правото, да се нормализираат политичките односи, а после можеме да разговараме ако сметаме и за тие прашања. Прашањето на децентрализација е решливо со закон, но ние нема натаму што да влегуваме во области кои ќе треба да отварат устав. Или, ако им е тоа целта да фрлаат димни бомби, ВМРО ДПМН тука веднаш ја зема и ја злоупотреби и практично ја базираше својата втор дел од кампањата на таа изјава. Зашто? Затоа што тоа најмногу им одговара. Знаете како е, во услови на матно, најубаво се лови. Нашиот пристап затоа е вака многу, јас би рекол, брутално искрен и не исклучувам дека тоа може да ни се врати како бумеранг. Но наше е да ги кажеме вистинските прашања и вистинските приоритети. Не можеме никого да присилиме на ништо, а сакаме да видиме дека конечно низ избори ќе излеземе од криза, иако не сме уверени во тоа, сметаме дека кризата ќе продолжи натаму. Да, значи тоа е одговорот на последното прашање што очекувате по изборите на 11 октомври. Нашето време тука завршува. Накратно, ако сакате, еве оценка за ова, за како ја гледате политичката иднина на Македонија после 11 декември, многу кратко. Мислам дека одговорив на сите прашања. Ви благодарам на можноста да разговарам со вас, да се обратам на овој начин пред струмичани. Само сакам да ги замолам сите да гласат по сопствено уверување и доколку е можно да излезат на гласање, доколку сметаат дека овој предизвик пред државата е навистина предизвик што ќе го решат и тие со сопствениот глас.
Јас сметам дека Либералната партија е најдобро решение, но дали тоа ќе биде нивна или мнозинска одлука, тоа зависи од нив. Оно што посакуваме да имаме спокоен изборен ден, бидејќи изборите ниту се фер, ниту се демократски, колку ќе бидат кредибилни ќе видиме, зависно од потребите на 4 прженски лидерства и на пар дипломатски кариери. Така, ви благодарам уште еднаш за вашето учество во оваа емисија. А вас, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое го следевте ова отворено студио на телеканал Ајден, во кое што гостин беше Иван Величковски од Либералната партија на Македонија. Пријатно.